Во текот на целиот месец јануари гостиварци дишат загаден воздух. Тоа го докажува евиденцијата за среднограничната вредност на штетните PM10 честички, која била повисока од дозволеното дури 21 ден од месецов, што го става гостивар на прво место во земјава. Во насока на поголема борба против аерозагадувањето, екологистите изработија стратегија за чист воздух. Документот содржи краткорочни и долгорочни цели. Краткорочните се веднаш штом ќе се примети дека загадувањето е над прифатениот ниво на загадување, ќе излезат екипи на терен и ќе контролираат прво најголемите загадувачи, тие со лиценца А, и поголемите загадувачи со лиценца Б. И на лице место ќе се бара да се стопира со загадувањето. Освен тоа ќе се контролират и тие што палат недозволиви горива, недопустиви горива, каблови, гуми, пластики и слични работи. Како поважна долгорочна мерка, екоактивистите го наведуваат формирањето на катастар на животна средина, кој ќе содржи регистар на загадувачи со точни и прецизни податоци. Во стратегијата стои дека треба да се објавува извештај за негативното влијание на загадувањето на воздухот врз здравието на граѓаните, за да се добие транспарентност за штетните ефекти. Инаку мерната станица од државниот мониторинг на воздухот во Гостивар лани не беше во функција неколку месеци поради дефект. Од крајот на декември, кога беше монтиран нов уред, почна повторно да работи. Сепак и вчера со станицата имаше проблем. Од 2 часот пополнок до 11 часот покажуваше енормни 983 микрограми на метар кубен штетни честички, поради што кај гостиварци се создаде вознемиреност. Од Министерството за животна средина и просторно планирање денеска информираат дека станувало збор за технички проблем кој веќе е целосно надминат. Откако се стабилизира мерењето, повисоки вредности на загадување се бележат во ноќните часови, а се движат од 3 до 5 пати над границата.